Неодамна на Универзитетот Свети Кирил и Методи се одржа трибината името идентитетот, на кој учествува повеќе професори кои не се плашат да зборуваат на таа тема. Ние знаеме дека врз Македонија се врши геноцид последниве години и последните 50 години, кога се вршеше геноцид на македонските заедници во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, во Албанско и на секаде каде што постојат вон границите на Република Македонија. Денеска се случува истаков геноцид во Република Македонија со изнасиленото потпишување на договорот кој го направи владата која сега е на власт и која дојде на еден симптоматичен начин, насилно во собранието, со тепање, со прегласување, со број на гласови на недемократски начин, изнасилено. И вчера бев учесник на собирот, мирниот протест во кој граѓани дојдоа да се спротивстават на тоа потпишување, на тој срамен договор, каде што Македонија се откажува од своето собствено име. Наместо да се зборува вистината и да се каже како што е, македонските политичари кои се на власт, веројатно за 30 евреници или за некоја себељубивост, го продаваат македонскиот народ, менувајќи му го вековното име. Наместо да зборуваме дека и повторуваат папагалски како празни и слепи водачи НАТО и Европска Унија, не забележувајќи дека во Европска Унија македонците во Пиринско немаат никакви основни човекови права, со години се обидуваат да ја регистрираат партијата Омо Илинден Пирин, па дури ни Сдруженијето на македонци во Република Бугарија кои завршиле за време на комунизмот во затворите не се регистрира. Значи, ние имаме комплетно непочитување на човековите права во Европска Унија. Нашите политичари упорито, како слепи водачи кои водат во јама, го повторуваат тоа. И еве, најнакрај, по Библијата има еден интересен стих: Господ ќе ви го даде тоа што го повторувате на израелците, кои мрмореа се жалеа, им го даде тоа што го бараа и сите изгинаа во пустината. Значи, ние баравме ЕУ и НАТО и го добивате тоа. Значи, во НАТО и во ЕУ посебно, македонците немаат човекови права. Или македонците во Егејска Македонија, кои дури не смееја да прават ни фестивали, да ги пеат своите песни, да ги играат ората, да пеат на македонски, да игра театарска представа во Леринско, во Воденско, тоа е научна фантастика, да се забранува. Имам слични искуства со театарот Скрби и утеха, кога не покани Дом на македонска култура во Лерин и кога не се дозволи играње во тој дел на Грција. Со конзулот Михалополус разговарав на телефон и тој ми рече од безбедносни причини во тој дел на Грција, значи во Лерин, не се дозволува играње на тој јазик. Ние денес имаме бугарската, на првиот час на бугарската, почетокот на школската година се најдов во Банско и гледав како ја кажуваат практично заклетва, како да кажеме, българин се наричам, прва љубов е за мене, и ги прашав луѓето, сите ли го зборуваат тоа, и македонците, и турците, и ромите. Бугарите ги учат бугарскиот народ во историјата дека македонците се бугари. Замислете каков абсурд, каква шизофрена дефиниција. Додека од друга страна, грците исто ги учат дека македонците се грци. И ние денес имаме абсурдна ситуација, бугарите кои се и бугари и македонци, тврдат дека македонците се бугари, грците кои се маџири доселени од Турција, и тие се македонци. И тие тврдат дека се македонци, а не се викаат македонци. Едните се викаат грци, другите се викаат бугари. И во грчкиот систем образовен ти учат дека македонците се грци, и потоа ние доаѓаме до еден абсурден момент каде Европа паѓа на испитот на сопствениот темел, каде дозволува 2 или 3 нации, одредени нации. Во исто време имаме албанците кои прошируваат територии, сонуваат Македонија да ја преименуваат во Илирита, иако нема да ви го кажа тоа отворено, штом ќе помени, го имаме Тиранската платформа, го имаме договорот кој го потпишаа политичарите без да го прашаат својот народ, договорот со Бугарија, во која ние се откажуваме од нешто, на крајот ќе треба да се откажеме од самите себе. Јас пак ќе ви речам, македонците постојат и тие се темел на европската култура. Милицијата вчера го нападна полицијата која одамна во Македонија не ја извршува својата функција. Таа е во слуга на политиката. И таа го избрка македонскиот народ
кој си ја брани државата, си го брани своето име, никој не го прашува дали сака да оди во ЕУ и НАТО под друго име. Ако ЕУ и НАТО не сакаат како македонци, тие можеби сакаат некој друг народ да запознаат, да примат таму во тие масонски сатански организации. Ние сме македонци, така не сме наследили од своите дедовци, така не учела историјата. Најсетне, во Божјата книга, дали ви верувате во Господ или не, тоа е ваш проблем, но јас ви велам, вистина ви велам. Апостол Павле го сонуваше македонецот го познаваше Бог Отецот и го повика, Отецот го испрати апостолот Павле, избра народ од незнабожците, значи македонците се избра народ да го шират светото евангелие. Два народа се важни во Библијата, македонците кои го повикуваат Бог и евреите кои имаат завет со Бог. Ние денеска имаме сатански круг, повторно балканските војни повторно се дели Македонија, зборувавме за европски принцип без граници, Европо, блуднице вавилонска, паѓаш на испитот и ги покажуваш своето вистинско лице. Ти не можеш да ништиш македонски народ насилено, изнасилено, со диктатот надвор, Хан, Могерини, да му се закануваат на председателот Ѓорѓе Иванов, да се врши притисок, да се апсат македонците, да се доведува фашизам во Македонија. Вие зборуваме за основно човеково право на самоопределување. Македонците ги има и во Пиринска Македонија и немаат човекови права. Зарем сте слепи европејци? Слепи ли сте или сте му ја продале душата на сатаната? Македонци има и во Албанија и немаат никакви човекови права. Македонци има и во вашата Хелада, и во Грција, и во Ахаја, како ја вика Светото писмо, и немаат човекови права. Не може да се регистрира дом на македонска култура во Лерин. Ние имаме фашизоидни нации кои се членови на Европскиот сојуз, бугарите кои не признаваат име и јазик. Тие не го признаваат јазикот на македонците. Грците не признаваат ни име ни јазик. Албанците тврдат дека ова нивна територија. Вие ми зборувате за човекови права, а јас ви велам, земете огледало и погледнете се какви сте. Ние сме македонци, такви сме, такви не создал Бог, такви не направиле нашите дедовци. Имаме песни и ора, ритмички стапки, слова, Кирил и Методи, Климент и Наум, Аристотел, Александар, Кокинскиот неолитски театар, Поп Богомил со тајфата кој го пренесе христијанството после апостолот Павле, натаму да се формираат протестантските заедници. Ние зборуваме за основно право да бидам македонец, не може да одлучат 23 политичари, марионети поставени од некој сатрап кој сака да го владее светот. Јас ви велам не и не, ние сме македонци и македонци ќе останеме. Можете да не распнете како Исус Христос, вие сатански поднебесни сили на злото, но јас ви велам Македонија е Исус Христова земја. Бог не запишал. Ако не постои европскиот закон, европското право е лага и манипулација, манипулација и изнасилување, Божиот закон постои. Македонија е запишана во Светото писмо, во Божиот катастер. Во последната представа ние некрстени денови која ги предвиде овие настани, доаѓаше европеецот и велеше нема во европскиот катастер, но на крајот на представата се велеше но не има во другиот, во Божиот катастер. Срамота е милицијата да го тепа македонскиот народ. Владо моја, кому му служиш? Кој те чува од македонците? Силни кордони на милиција со димни бомби, со пиштоли, со пушки, ќе не убивате, ќе не распнувате. Ние остануваме македонци. Премиерот на оваа влада со сите своји небулози кои ги направи дека ќе јаде живи луѓе почна да го остварува тоа. Во Македонија република стануваме како македонците во Пиринска Македонија кои немаат човекови права и во Егејска Македонија и во Албанија. Ние денеска стануваме во Република Македонија да немаме човекови права. Ако мислите дека ќе ни го смените името што ќе тепате жени и деца што ќе ни убивате, јас ви велам, Европо, ти си мртва творба, треба да му се извиниш и да се поклониш пред Бога Исуса Христа што не запишал како македонци и македонскиот народ. Ете, тоа е приказната. Први направете референдум дали сме за Европска Унија и НАТО. Не го изнасилувајте народот во Европска Унија и НАТО во масонски и сатански организации. Да правам референдум дали сум човек или мајмун, направете си самите. Ние сме македонци, Бог не избрал и не запишал, јас не се сомневам дека сум македонец
и немам потреба да го менувам својот идентитет. Некој таму да земе по 1 евро за цицето, да се наполните со пари, да ги продадете душите на овој народ. Толку крв е пролеана, грците, бугарите, албанците и србите не се извинија што убивале македонци. Вие ми зборувате за европски принцип за негирање на народ во 21. век. Тоа ли е таа Европа, таа темноина во која ние се движиме? Сетне и упреку секој сам нека се определи дали ќе биде северен македонец или македонец, нека се изјасни па да се преброиме во Исуса Христа. Мир вам до Божјото царство небесно. И памнете, ништо скриено пред Бога нема да остане неоткриено. Ќе дојде ден кога секој ќе плати за тоа што го правил врз сопствениот народ. Толку клетви поминаа, немаш право да го продаваш македонскиот народ, сине човечки, земи, огледало и погледни се. Сатаната ти ја купил душата за 30 евреници по 1 евро за цицето и сега нас ке не продаваш како тегли ајвар. Не и не. Ние сме Македонија, ние сме Исус Христова Македонија, бидејќи ако Европа не запишува во нивниот катастер, Бог не запишал во Светото писмо. Амин.